Сигурно некогаш сме се запрашале зошто одредени искуства од детството оставаат толку длабоки, речиси неизбришливи траги. Епа, денес ке зборуваме токму за тоа. За оние невидливи лузни што се носат од растењето во дисфункционално семејство и за една неверојатна алатка што им помогнала на милиони луѓе конечно да се разберат себе си. Ова е повеќе од прашање, зарем не? Ова е едно длабоко, внатрешно чувство што многумина го носат со себе. Чувството на изолација, дури и кога сме обкружени со луѓе. Како сите други да добиле некаков прирачник за живење, а ние се уште се обидуваме да ги дешифрираме првите страници. Ако ова звучи познато, најважно е да се знае, не сте сами во тоа. И токму тоа чувство на поинаквост, тоа не се појавува туку така, од ведро небо. Неговите корени се длабоко всадени во детството. И не се работи за видливи рани, туку за невидливи лузни што го обликуваат целиот наш внатрешен свет како возрастни. Овие невидливи лузни, тие се покажуваат на толку многу начини. Например, необјаснив страф од авторитети, од шефови или од било кој на позиција. Или пак онаа постојана исцрпувачка потреба да им угодиме на другите, дури кога тоа значи да се откажеме од сопствените потреби. Важно е да разбереме, ова не се карактерни мани. Ова се брилијантни стратегии за преживување, научени во средина, каде што стабилноста и безбедноста биле реткост. Ајде да го замислиме детството како една емоционална нишалка. Во еден миг се е мирно, горе сме, безбедни. Во следниот, бум, долу сме, во хаос. Токму таа постојана неизвестност ги тера децата да станат вистински емоционални детективи. Секогаш на штрек, секогаш во огид да го предвидат следниот чекор, следното расположение на возрастните околу нив. Овие стратегии за преживување се градат врз три темелни, но никогаш изговорени семејни закони. Првиот – не зборувај. Она што се случува зад затворени врати, останува таму. Вториот – немај доверба. Светот надвор е опасно место, а луѓето само чекаат да те повредат. И можеби најсуровиот од сите – не чувствувај. Твоите емоции се неважни, пречка, дури и опасност. Со децении, овие искуства биле само тивки, изолирани приказни. Секој мислел дека е единствениот што се бори со ова. А потоа се појавила една листа. Листа што ги претворила тие осамени шепоти во еден моќен заеднички глас на препознавање. Овде е важно да се разграничат овие два термина. ВДА или возрастни деца на алкохоличари е првичниот фокус, но набрзо станало јасно дека проблемот е поширок. Затоа се појавува и терминот ВДД, возрастни деца од дисфункционални семејства. Тука можеби немало алкохолизам, но имало друг вид хаос, емоционално занемарување, ментална болест, злоупотреба. Крајниот резултат, последиците се речишти идентични. Приказната почнува во 1978 година. Човек познат само како Тони А, кој и самиот бил возрастно дете на алкохоличар, едноставно седнал и ги запишал сите своји збунувачки чувства и однесувања. Резултатот – листа на карактеристики, 14 точки што со неверојатна, речиси морничава прецизност му опишале заедничкото искуство на милиони луѓе. Оваа листа станала камен темелник на цело едно движење за заздравување. Ова што го гледаме не е само дрво. Ова е мапа. Мапа на внатрешниот свет на возрастното дете. За прв пат во животот, многу луѓе погледнале во оваа листа и си рекле: чекај малку, ова не сум само јас, ова не е мој личен неуспех. Тие виделе дека нивните најголеми борби се всушност заеднички карактеристики, дел од една поголема и, што е најважно, разбирлива слика. И тука се случува магијата. Тука е пресвртната точка. Што ако престанеме да ги гледаме овие особени како некакви дефекти во нашиот карактер? Што ако, наместо тоа, ги погледнеме како доказ за неверојатната човечка способност за преживување? Да земеме неколку примери. Стравот од авторитетни личности, тоа е само ехо од стравот од непредвидливиот родител. Потребата да се спасуваат партнерите, па тоа е улога научена уште од најмали нозе. Постојаната потрага по драма и хаос, тоа е затоа што мирот делува туѓо, неприродно, дури застрашувачки. Секоја од овие особини некогаш била неопходна алатка за преживување. Значи, клучот е во промената на перспективата. Да се тргне огромниот товар на срамот и на негово место да се стави разбирањето. Пременот од ова се моите недостатоци во ова се моите вештини за преживување е револуционарен. И оваа мисла го сумира тоа совршено. Ова се одбрамбените системи што ги развивме како деца. Преживеавме.
Овие особини не се синџири што не држат заробени. Тие биле оклоп што не одржал во живот. Проблемот не е во оклопот. Проблемот е што битката е одамна завршена, а ние се уште го носиме. Добро, но што правиме сега? Како се соблекува тој оклоп за да може конечно да се почне вистински да се живее, а не само да се преживува? Ајде да го истражиме тој пат кон заздравување. За да знаеме каде одиме, прво мора да знаеме што недостасувало. Секое дете на овој свет има неколку основни вродени потреби: љубов без услови, чувство на безбедност без страв, прифаќање на неговите чувства, стабилни возрасни како водичи и слобода да биде она што е. Но во реалноста на дисфункционалниот дом, овие потреби остануваат гладни. Наместо љубов имало осаменост. Наместо безбедност постојан страф и неизвестност. Наместо прифаќање порака дека твоите чувства се погрешни. И токму таа емоционална глад е она што го носиме со себе во зрелоста. Решението лежи во еден многу мокен концепт, наречен преродителствување. Што значи тоа? Буквално, да станеме родител на самите себе си. Да си ја дадеме онаа безусловна љубов, поддршка, трпење и разбирање што можеби не сме ги добиле. Да го прегрнеме тоа мало исплашено дете во нас и да му кажеме: сега си на безбедно, јас сум тука за тебе. Процесот има 3 чекори. Прво, да ги препознаеме овие особини кај себе без осуда. Второ, да го разбереме нивното потекло, зошто се појавиле. И трето, најважното, да научиме да ги интегрираме во здрав возрасен живот. Целта не е да ги избришеме, туку да ги претвориме од автоматски реакции во свесни избори. Патот кон заздравување не е права линија, ниту пак е лесен. Но секој чекор на тој пат вреди. Не можеме да го смениме она што било, но имаме апсолутна моќ да ја напишеме нашата иднина. Иднина во која не само што се преживува, туку вистински длабоко се живее. И за крај би сакал да останеме со оваа моćна мисла. Што ако секоја од овие 14 карактеристики, наместо да биде извор на срам, всушност е медал за храброст? Што ако е доказ за неверојатната издржливост на човечкиот дух кој нашол начин да преживее и во најтешките, речиси невозможни услови? Тоа е промена во перспективата што навистина може да смени се.